Џорџ Сорос, милионерот, идејниот татко и финансир на невладината мрежа Отворено општество, во интервју на Светскиот економски форум во Давос повика на обединување и борба за зачувување на неговата идеја за отворено општество. Според него, на отвореното општество му е потребна заштита, бидејќи е под напад од, како што вели, системите во кои победува десницата. Because basically it is Подзакана е од поинаков модел. Правам разлика меѓу две воопштени генерализации, но во основа постојат две форми на владење. Едно, каде лидерите се демократски избрани и каде би требало да им служат на интересите на луѓето кои ги избрале. Велам би требало, бидејќи тука постои лицемерие, но тој е многу поприфатлив отколку другиот модел, каде владетелите ги манипулираат луѓето да им служат на нивните цели. Во моментот, за жал, тој друг модел е во подем и се шири, нормално во Русија, во Кина, можеби и во други земји, како и во мојата. Се надевам дека луѓето кои веруваат во отвореното општество ќе се обединат и ќе ги одбранат принципите на отвореното општество. Џорџ Сорос предвиде дека американскиот претседател Доналд Трамп ќе владее како диктатор. described him as an imposter. Ќе го опишам како измамник кој би бил диктатор, но велам би бил, бидејќи сум убеден дека институциите и уставот на САД се доволно силни. Тој би бил диктатор ако би можел да го изведе тоа, но нема да може. Очигледно во надворешната политика има поголеми моќи отколку дома, но Конгресот ќе си ги заштити своите права и кога Трамп ќе ги пречекори своите граници ќе му биде возвратено. Иако делуваат двете партии заедно, тие ќе можат да успеат да го ограничат. Се проценува дека во ноември со победата на Трамп, Сорос загуби повеќе од 1 милиарда долари заради трговијата со која ќе имаше бенефит ако бирзите одеа надолу. Наместо тоа, движењето на цените го чинат многу. Според него, пазарот во Трамп видел исполнување на сонот, односно намалување на даноците. Сорос ги изрази и своите ставови за премиерката на Британија Тереза Меј, предвидувајќи дека и таа нема да трае долго. Мислам дека малку е веројатно премиерката Тереза Меј навистина да остане на власт. Таа веќе има многу поделен кабинет, многу мал дел во парламентот. Мислам дека таа нема да трае. Ставовите на Сорос, брзанскиот шпекулант кој што е урна банката на Англија, денот познат како Црната среда, ги анализираше и британски Гардијан, споредувајќи ги неговите ставови кои ги кажа лани со проценките од оваа година. За подсетување, година во фокусот на Сорос му е ставен на новиот американски претседател Доналд Трамп, како и на Брекзит, кој според него ќе трае еден викенд, и дека ЕУ нема да се распадне бидејќи е потребна на Русија и на Кина, пишува Гардијан. Токму за последното предвидување весникот го споредува годинишниот со ланскиот наслов од интервјуто со Сорос. Лани Сорос предвидува ЕУ е на рап на колапс, додека годинава вели ЕУ нема да се дезинтегрира. Гардијан го пренесе и твитот на Пјер Брансон, политички аналитичар, па вели: пред некој да ги помеша Касандра со Џорџ Сорос, да се потсетиме дека лани предвидуваше дека ЕУ ќе се дезинтегрира. Голем број на функционери, владени представници, но и граѓани од целиот свет, вклучувајќи го и регионот, но и нашата земја, долго време предупредуваат дека Сорос им подарува милиони на невладините организации со цел да спроведуваат скриени политики. Фондацијата Отворено општество, предводена од Сорос, со години се меша во внатрешните политики на земјите, предупредуваат тие. Апелите се за крај на ваквото деструктивно дејствување.